среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што сте на фреквенцијата на телевизија Сонце. Од своја страна уште е едно издание. Едно малку поинакво инспиративно издание, инспиративна приказна, ви носиме токму оваа седмица. Нема да должам јас во најавата, туку ќе го најавам мојот, односно ќе го поздравам мојот денешен гостин соговорник и да не звучи така, меѓутоа мој многу близок соработник и пријател, велам добре дојде за Ангел Стефковски. Ангел, ти благодарам што ја прифати мојата покана да поразговараме еве вака од другата страна на камерата. Како си? Одлично. Мило ми е што ме покани. Драга пријателка си моја и ти, соработничка. Така, меѓутоа, тоа не е фокусот на ова наше дружење пред камерите. Сакаме пред нашите гледачи да пренесеме една навистина инспиративна приказна од мотивацијска. Така, мотивацијска, бидејќи еве токму во оваа емисија тоа и беше и мојата првична цел да се истакнат, односно да се прикажат и оние млади луѓе кои што создаваат, кои што работат овде, кои што одбрале да работат токму овде во Македонија, кои што се образувале овде и решиле да останат овде, меѓутоа зашто конкретно со тебе ќе разговараме во ова издание. Овде на масава ни донесе ти некои телефони, тоа можеби најавува дека ќе разговараме за нешто поврзано со технологијата. Ангел Стефковски и смарт сервис. Пред да почнеме за она што тебе најмногу те поврзува, ќе кажеме збор два, да ги запознаваме гледачите, кои си, што си, каде ни доаѓаш, а потоа за смарт сервис и за сето ова кое што ти го правиш. Ето така, да. Па, јас сум Ангел Стефковски, од Скопје, млад човек, што е влюбеник во технологијата. Средното училиште сум го завршил во една од подобрите скопски гимназии во Скопје, Раде Овчевски Корчагин, математичката што се вика гимназија, со многуте математики. Наредното образование го продолжив на факултетот за електротехника и информатиски технологии, бидејќи тоа ми е било страст од мал и на тоа сум се фокусирал и сум продолжил понатаму. Што друго да кажам? Да не забораваме, навистина си млад, 25 години, меѓутоа јас сум воодушевена колку ти работиш и колку досега имаш направено и што си имаш направено. Влюбеник во технологијата, овде го поврзуваме веќе моментот со смарт сервис. Смарт сервис и нашите гледачи веќе се запознаени, знаат и моите гости доделуваме вредносни ваучери токму од смарт сервис. Јас ги најавувам како еден салон за поправка и продажба на мобилни телефони, меѓутоа не само за мобилни телефони, туку и за... Ти ќе ни кажеш повеќе. Кажувам и на сите. Се што има матична плоча, се што има електронски дел, секој уред, она што има електронски дел внатре, се бавиме со него, значи поправка, како да се матична плоча, се што има внатре. Значи да, електронско делче. По-народски, односно по-лаички кажано за нашите гледачи, смарт сервис, односно може да се најдат се за мобилни телефони, за компјутерска галантерија, се што е смарт. Ајде приказната и почетоците на смарт сервис, од кога, зошто и како? Да, затоа и го спомнав средното училиште. Од мал сум така воспитан, со сестра ми заедно сме така воспитани. Да не ја забораваме овде и нашата драга Ангела Стефковска, твојата близначка, која што исто така е дел од приказната. Нормално ќе ја спомнеме понатаму, ќе кажеме и за нејзе, да. Со завршувањето, со самата матура на средното училиште, така сум научен од мал, не сакам да седам џабе и најдов поврзаност пак во технологијата. Средното, знаев дека ќе почнам од октомври месец на факултет, летото да не видам така, сакав да си подработам нешто. Така, како и секој млад човек што треба да размислува. Да не бидеме, да имаме свое нешто. И ми искочи како за обука поточно за сервисер да бидеш, или првично беше најискрено ќе кажеме приказната, продавач. Така. Мене од секогаш ме занимава продавач во салон за мобилни телефони. Да. Не го видов како интересна опција, како зашто ги разбирам и ме интересира технологијата, ја пратам цело време. Така и одлично можно за некој почет. Нормално, да. И со разговорот видов дека газдата беше таму многу пријатен и ме виде дека сакам технологијата и самиот ми предложи, вика продавачки, имаме продавачи, да те гледам дека те интересира и ги разбираш работиве, дали би сакал да пробаш да се пуштиш во тие води, да видиме како би ти одел, ако не ти оди или што и да е, ќе најдеме некоја друга солуција. Дали ќе се пронајдеш? Нормално.
што ме кошта, знаеш, и така сум и така авантуристички сум, некако секогаш сакам да пробам нешто ново. Викам, ме интересира, секогаш чепкам, правам и дома сум гледал многу такви видеа. Викам, ќе пробам да видиме што ќе се случи. Ден, два, три, еден телефон, друг телефон, ваму, таму, отвори, затвори. Многу ми тргна работата, што се вика. Многу ви сакам да го пофалам и тој што ми беше ментор, што беше таму главен мајстор сервисер. За него што се вика онај живот би дал, зашто се што имам сега научено и створено, се што ми е Еве прилика и ќе го поздравиме. И го поздравувам. Моментално и тој ни се наоѓа во Америка, Дејан се вика. Се што ме научи он. И така беше и он настроен дека ако не пробаш, нема да го научиш. Значи всушност ти од продавач отиде таму и научи за не да поправаш мобилни телефони. И тоа секаква поправка на мобилни телефони. Не само првично беше мобилни телефони, ама таму носеа и други уреди. Затоа и ми беше мотив да го крстам сега ова што го имаме смарт, бидејќи се што е смарт, се што има смарт технологија понаваму, од таму ни тргна. Така ми дојде на памет дека се да видиме смарт. Сега се што говориме, е паметно, паметно. Така, говориме за некој си колку години наназад ова се случува? Па ова се случуваше кога завршив средно на 2018 година. Тоа лето почнавме, Тие 4 месеци бев како на практична обука во мобиларата. Септември, октомври почнавме со факултетот. Таа година се истерав прва и втора, првиот семестар и вториот семестар. Наредното лето пак бев слободен, си ги искористив и тие 3-4 месеци како обука таму. Значи ти паралелно додека студираше, се си завршуваше во РОК, меѓутоа и учеше заднет, кој што денес ти е професијата. Нормално. Кога се создава, кога се формира смарт сервис како таков, многу е за мене инспиративна и мотивирачка приказната, бидејќи овој сервис првично започнува кај тебе дома. Нормално, Ајде да го кажеме дома беше тоа, Тоа се случува 2020 година. Значи, ова ми наликува на оние големи фирми, знаеш, големи компании кои што почнале во гаража и буквално и за тебе таква приказната. Почнала во твојата Си направив едно катче горе, си купив едно биро работно, поголемо, светло, си го направив баш на померак, што ми треба мене. И си почнав од најосновни работи. Првото штрах-цигерче си го чувам, првата пинцета, тоа, значи, за такви работи сум многу приврзан, што ми стварно имаат некое големо значење. И еден телефон, еден човек ќе каже на друг човек, значи како кажуваат? Со препорак. Добриот збор се шири многу надалеку. Ако работиш честно и добро према сите, ако си фер и искрен према сите луѓе, ќе секој би те пофалил и би те препорачал према друг. И така тргна работата, еден човек, друг човек, еден телефон, па почна да се шири работата, поише телефони, повикам, знаеш, дошо и во самиот склоп, веќе не, и мораше да се направиме некоја измена. Имам едно дуќанче тука во склопот на мојот двор, кај што ни е куќата. Викам, зашо да не почнам да го опремам? Се направи некоја фонд, што се вика, од работата, што сум чувал, и пробав сам да се финансирам, да опремим едно дуќанче. Првиот сервис таа година беше, на 2020 година, првиот сервис се отвори во, така беше, пола беше поделено, пола беше за сервис, пола беше за продажба галантерија, И пак се теравме таму. Веќе те препознавале како? Првично им беше многу чудно, бидејќи во местото кај што живеам јас немало такво нешто до тогаш. И се движело Лисиче, се движело во град, ваму таму, и вика, знаеш, чудно им беше. И кога видеа дека стварно функционира работава, убаво ти доаѓа дека имаш тука, баш така, и си ги знаеме сите луѓе ќе кажат на други места, многу ми се случувало, сум се зачудувал дека и тоа во денешно време, освен луѓето што препорачуваат од човек на човек, многу е битно и дигиталниот маркетинг. И тоа многу ме интересира, бидејќи... Тоа малку подоцна ќе го споменам, јас сакам да ја движиме приказната напред од сопчето, доаѓаме до првото дуќанче, а веднаш потоа чином наредната година? Или не помина цела година, другиот дуќан го отвараме после 3 години. После 3 години? После 3 години, Таму е сестра ми сега вработена и си ги тераме паралелно двата дуќани. Так. Тоа се случува, веќе работиме во прво дуќанче. Така, активно работи првиот дуќан дома. И плюс имаме уште.
Плюс другиот кој што се наоѓа, односно каде што си ги праќам јас моите гости со ваучерите во трговскиот центар во населбата Лисич. Населбата Лисич и мораме да откриеме дека се спрема и третиот дуќан, ама тоа нешто малку подоцна. Понатаму, да. Може ли Ангел да се успее во Македонија и зошто токму во Македонија? Еве човек кој што завршил еден од подобрите, попросперитетните факултети кај нас и зошто токму се одлучуваш со ова твое нешто? Так. Тоа ми било секогаш мотивација, бидејќи како викаат на патриотизам, самата наша држава треба да се ја користи, да се ја чуваме и да се ја негуваме. И тука да создаваме. И самите токму така приходите да ги гледаме да се во самата држава да остануваат и да финансираме работи што ќе ги уложуваме да бидат пак во наша ова држава. Значи да се врти тука приходот и да имаме инспирации луѓе други да уложуваат во нашата држава. Може и тука, така? Нормално. Значи клучен е трудот. Многу луѓе мислат дека ако почнеш нешто, може да треба да успееш преку ноќ. Значи имало, јас сум многу пати и не сум спил, што се вика навечер. Ти уште не спиеш, ама добро, тоа е друга тема. Тоа е друга тема, да, ама тоа ми е она што се вика, да никогаш да не останеш должен, да си честен према сите, да си искрен, да си фер, да се трудиш, да ги услужиш сите и пак многу нешто да работиш, остане. така. Јас сум сведок дека е многу битна, клучна е работа. Твојата посветеност, твојата работа си ја донела и до вербата кај клиентите, односно кај оние кои што ти се доверуваат. И сега малку повеќе за тоа сакам да прашам. Зашто најчесто доаѓаат луѓето во Смарт сервис? Покрај нели да си се почаста, да си се понават со нов телефон? Еве за поправка, односно тука ќе го начнам и прашањето колку ти веруваат, бидејќи тебе ти ги доверуваат оние уреди кои што, нели, телефоните денес ни станаа за жал или за среќа, можеби свето нешто во кое што се собрани целиот живот, цел живот, ете така. Спомени, податоци се. Или можеби тешко да се стекне таквата доверба, да ти се остави телефон, да ти се остави лаптоп, да... Да. И тоа е многу клучна работа, бидејќи јас секогаш пристапувам најискрено како кон свој човек. И само да го кажувам, имаме и таков принцип за работа, секогаш тоа што се десило, како е донесен телефонот, така ќе се врати, нас не интересира секогаш. Логично е да побараме шифра, паскод за отварање на телефонот, за да можеме да го истестираме. Ама тоа имаме повеќе вработени се што се вика, тоа секогаш останува што се десило, тоа си е тоа. Колку се заштитени потрошувачите, односно купувачите? 100% можеме најискрено да кажам, бидејќи јас лично се погрижувам за секој уред моментално. Секој уред и јас да не го поправам, пример друг сервисер, јас морам прво да го истестирам и се е под мој надзор. Секогаш можам 100% да гарантирам. Бидејќи свесни сме дека денес имаме на секој чекор и мобилари и сервисери и затоа е клучен најверојатно човекот од другата страна. Токму така. Зашто конкретно и најчесто доаѓаат покрај за, нели, си имал секакви случаи, барем јас себе. Многу случаи познавајќи ти приватно. Овде ни доноси еден телефон, сакам да го покажеме. Што може од ова да се направи? Значи нов телефон, повторно. Ова многу ми беше интересна случката и јас за овој телефон се искрено се насмеав, што не го очекував тоа да го видам. Доаѓа господинот, го остава телефонот на шанк, во дуќан и вика дали може да го направиме, имам многу битни информации. Така нешто фирма беше или многу ми се битни податоците внатре. Ова да го направите. Да. И само ја кога го видов ваква состојба, викам нема да ви се исплати искрено, ама ако се битни податоците ќе пробаме да го направиме. Ама господин вика телефонот работи. Како викам работи? И само го крена вака што беше го штракни и се појави слика. Ова состојба вака искривен. И викам и знаеш ми се направи така мера, викам, оваква состојба чим даде слика, викам сигурно ќе го направи. Ова е за кај мене. Само што беше, викам, нема да иста боја бела, абе каква боја и да, вика, само да функционира. И успеавме да го направиме и сега стариве делови ги остави вака, ги склопив назад, за да биде како експонат. Од што може да направиме да биде повторно нешто како ново. Така, со сите податоци, со сите информации. Тоа е клучно да е битна, клучен дел во самиот мобилен телефон е својата матичната плоча, поточно мозокот што се вика. Таа ако не е оштетена, таа ако не е пипната, може да се направи се. Другите сите делови се заменливи. Колку луѓето се
трпеливи во процесот на Тука имаме мало проблемче, да. Има ли случаи каде што еве ти го носат телефонот и сакам до вечер да ми биде готов телефон? Да, имало случаи, она сакам и ќе чекам тука. Не можам да истрабам, викам мора да е телефонот. Јас тоа на сите го кажувам бидејќи без телефон во денешно време си како без рака. Искрено. Се функционира преку телефоните, се правиме преку телефоните. Трпеливи ли се? Па искрено има и Искрено луѓе што не се. Има некои што се стварно трпеливи и разбирливи, бидејќи при секој прием на телефон во сервис даваме документче каде што пишуваме дека телефонот би бил готов во рокот наредните 24 часа ако е некој проблем што е решлив брзо. А сега ако имаме проблем на самата матична плоча, тоа ќе ни треба и нас поголем процес за испитување, дали можеме да најдеме дел или не можеме да најдеме дел, но секогаш сме во контакт со корисниците. Ги известуваме за секое случување, ги известуваме прво што е, како е, колку би чинело, дали би одговарало, не би одговарало. Значи секогаш на прво место ни се клиентите. Дали би одговарало да го средуваме тоа или не би одговарало. Сега и за времето. Тие што се, јас гледам секогаш да се искочам во пресред, да се телефоните од 2 до 3 часа готови. Например, ако е за некој базичен екран за промена батерија, значи дел што можеме да го извадиме и да ставиме одма нов, бидејќи имаме и делови на залика. Така. Сега тоа е само проблемот е кога е некој поголем проблем. Искрено, поголем проблем се случува кога телефонот би паднал во вода или нешто вакво, кога би го прегазиле, конкретно овој случај прегазено. Да, и тоа ќе те прашав, значи има секакви случаи. Од оно што го имам од тебе слушано, прегазување со кола, Ова било случка навлегување во кола, му паѓа телефонот од јакна од џебот, со задното тркало го поминува телефон. Ете треба да си баксус. Да, буквално да го местиш така нема да се случи, ама ете се случува. Како беше тоа? Подобро кичмата крцна нешто. Сега тука беа оставени вака два, вечната борба помеѓу Android или и Android. Samsung го лансираше најновиот модел. S25 Ultra. Ке почнам со тоа, знам дека ти е омилено. Да. Сметаш ли дека многу брзо се движи напред технологијата? Не многу брзо, туку рапидно. Со брзина на светлината. Буквално, да. И мислам дека е моментално дојдено до еден врв, каде што веќе нема што поново да се прави, искрено. Еве сега имаат некои експерименти, баш и Samsung на представувањево, ги представија трите нови Ultra Plus и стандардниот S25 модел. Да, ти беше на настанот? Бев, да. И кај нас во Скопје се одржа нешто такво, само што го нема представено кај нас новиот модел што е еден експеримент од Samsung и Apple сега ќе лансираат во април уште еден нивни модел, S25 Edge. Тоа е значи експериментален модел каде што самата батерија не е како досегашната литиумска технологија, туку имаат нова нанотехнологија каде што им може да се стави да се вгради батерија со помала димензија, но со поголем капацитет. И телефонот е драстично потенок од овие моментални уреди. Значи ако S25 Ultra е 7,5 мм дебел, овој ќе биде упола, околу 3,5 мм. И тоа искрено е од досегашно искуство, на многу луѓе тоа им значи. Тежинава, да е помало, покомпактно телефонче, да, зашто еве искрено до сега се движеше се и луѓе ми доаѓаат пример што не се она лаици што се во технологија, битно им е телефонот да е голем. И тоа не можам да го разберам. Колку сакаат луѓето да се во тек со технологијата, кога говорам во тек, колку е важно да го имаме најновиот модел на телефон, знаејќи дека еве, не знам, излезе 16-ката на iPhone, 16 цела серија, да. Имам 15-ка и зошто морам да бидам во тек и да го имам најновиот? Најискрено муавече. Има ли некој модарство тука кој има најнов телефон? Искрено, ете тоа најголемиот проблем е тоа. А за технологија како технологија, затоа и кажав дека е достигнал некој врв, и Apple и Samsung за најновата серија што имаат, и Apple 16-та серија и S25 серија на Samsung, имаат софтверска поддршка од 7 години. Што, например, сега ако би купиле S25 или iPhone 16, би можеле да го користиме со нивната поддршка наредните 7 години. И тој до тие 7 години би функционирал исто како првиот ден, бидејќи би имале таа софтверска поддршка. Значи би имала доволна моќност. Ама нешто мислам се мора да се купи новиот. Ама тоа е, да. Каде би доаѓаат секакви целни групи на луѓе, доаѓаат и дечиња со нивните родители.
што покажува искуството? Колку родителите им возможуваат денес на децата? Знаеш како, кога излегува првите телефони, еве можеби ти нешто помлада генерација од мене, меѓутоа ние немавме многу простор, па ниту родителите ни дозволуваат да бираме нешто многу ќе го имаш тој од 2000 денари и тоа е тоа. Да. Мислам, за да се јавиш или Да меѓутоа денес контакт, да. сме сведоци, еве ти секако повеќе од мене од другата Да. страна како човек кој што се соочува секојдневно на мали деца, односно на тинејџери, Да. можеби да им се дозволува еден телефон Да. кој што чини над 1000 евра. Нормално. Имало многу Колку е случаи. тоа погрешно? Искрено е многу погрешно. Еве и би ја кажал таа една случка што се случила Ајде. кога ја кажавме и борбава помеѓу Samsung и iPhone. Јас сум заколнат Samsung, на Android гај што се Ке те вика. преместиме. И ми се случи баш во дуќан вака беше, му купиле на детенце, тинеџер беше, баш во најлудите години, 15 на 16 години. И дојде бидејќи еве са и за тоа би правеле понатаму муеве за природава, за рециклирање, за такви работи на која политика одат самиве произведувачи. Со секој нов уред, секако ќе го заштитиш, фолија, маска, што се иде заштита на камерата, но мора да се купи и полноч. Так. Ако бидејќи са и препорачува, тоа е пак некоја политика само за функционирање, треба да се купи полноч што би бил компатибилен со уредот кој што е нов. 20 вати, 25 вати, се зависи до кој уред е купен. И доаѓа детенцето, татко му го израдувал со нов телефон, iPhone 15 Pro беше конкретно, што е стварно за тие години на тоа дете и непотребен уред, што нема тој што да функционира и да прави на тој уред, што ако стандардно што викаме YouTube, Facebook да користи некои апликации, уредот е стварно премоќен, ама тој искрено нема што да го употреби тој уред, да целосната сила да ја искористи. И колку и она му намести се, стаклена фолија, маска, полнаш и вика, еве гледаш, татко ми се, знаеш, тоа е тоа помодарство да го имаш најновиот уред. Ми го купи, гледај најдобриот телефон. А мене Се малку поинакви вредности така, да. и кога ќе ми спомене мене некој такво нешто на Samsung и iPhone, секогаш гледам да му ја укажам вистинската приказна. Што, зашто? да, прашуваат ли, сакаат ли Так. да се информираат конкретно еве И за му кажав, не е најдобар. Најискрено вака. Аха. Да, и вика, како не е најдобар? Кој е најдобар? Можеш ли да ми објасниш? И му изведив друг уред, Samsung. Секојаш правам паралела така. За да му кажам што Samsung нуди наспрема 15 Pro-то. Кои опции ги имаме за помалце пари да имаш подобар уред, нега ли тој? Да, и него што му е потребен на 15 години. Ете така. И на Samsungов има пенкалце, Bluetooth пенкалце, значи бежично споделување на батерија. И вика, па како, за ово iPhone-от него може, вика, ми стави го iPhone-от, вика, на Samsung, и го стави iPhone-от на Samsung-от, почна да се полни. Детево се воодушеви. И вика, зашто ово не сме го знаеле? И па нешто на секојаш се гледа iPhone. Повеќе го плаќаме името, нега ли тоа што самиот телефон го нуди. Си размислувал ли Да. за можеби некој предавања, настани токму во делот на еве, на делот на ова што го работиш Да. во делот на технологијата, еве конкретно на помладите Многу генерации? идеи имам, Аха. многу идеи она што ми се вртат во глава, само што кога би можеле да го продолжиме денот уште некој саат или неделата уште некој ден. тебе дефинитивно Да. би ти требале уште 2-3 дена измеѓу неделата за да така, да. постигнеш се. Имамо некои просторчиња така што ми се на ум што би можело нешто такво да се направи, а искрено и сакам бидејќи имам многу знаење во оваа област и секогаш се надоградувам и ја следам технологија од ден во ден, бидејќи самава технологија се развива не од ден во ден, што се вика од саат во саат, многу брзо. И би можело нешто такво да се изведе, а искрено не и јавно, што би кажал, ако сигурно некако сака да дојде, ако го интересира нешто, би му помогнал, би му кажал што, како е. И Отворен да ли е смарт сервис можеби за некој како тебе кој што учел на времето да Токму учи сега така. од тебе? Токму би така, да. го пренел ли занаетот? Да, сум имал и соработка со неколку средни училишта од Скопје, поточно од Владо Тасевски во стругата што има електротехничари. Минатото лето баш дојдоа, имаше 3 дечиња што беа она пракса што им е задолжителна од училиштето, си доаѓа по 2 до 3 часа во денот. Не им бев не им дадов некој ограничување од кога до кога, на кога нив им беше желба, кога беа они слободни, сепак нели млади деца се распустат име само за да се одморат, што се вика од самото образование, и беа воодушевени, бидејќи јас сум темелен.
Сакам кога нешто ќе го зафатам, да го кажам, сакам да го пренесам баш како што јас сум го впивал од другите поучени од мене, што се викам во тој момент. Го споменавме рециклирањето, јас сакам да споменам овде и вештачката интелигенција, каде ќе се движи светот во таа насока. Да. Вештачкава интелигенција и таа рапидно почна да се шири и да се употребува во новиве технологии, во не само телефониве, и во сите паметни уреди веќе е внесено нешто такво. Најголем е процентот во паметниве телефони и што се вика... Ти почна да експериментираш веќе со Samsung-от? Да, со тоа пенкалцето волшебно. Со пенкалцето, да. Да правиме некоја магија, да. Со мечката на водно. Да. И стварно беше реално, на луѓе стварно поверуваа дека нешто такво е направено. А што се вика, дури и застрашувачки колку вештачкава интелигенција може и да влие на самове вработувања, професии, што моментално еве конкретно таа слика што Тоа е позитивен тренд кој што ќе се случува според тебе, сакам мислење. Па искрено, тоа што човек може да го смисли вака, не може да го направи на вештачкава интелигенција колку што е човеков, да. Ама што е корисна работа, во некој момент и стварно може да биде корисна, бидејќи конкретно таа слика што ја спомнавме, пред вештачкава интелигенција, она што се вика пред некоја година, зашто многу брзо се шири технологијава, за таа слика да ја направиш, јас конкретно ме интересира Photoshop, Vegas, на едитирање на видео и фотообработка, за таква една слика да направиш сигурно би ти требало 2 до 3 часа, а Samsung со пенкалцето ја прави за 2 до 3 минути. Така да многу е импресивно. Импресивна е технологијава. Ќе иде уште напред, ќе се шири, ќе се развива. Ќе видиме до каде. Покрај мобилните телефони, тука да споменеме дека ти носат се буквално од мобилни до оние електрични тротинети, кучни апарати, значи што не, право смукалки, фрижидери некој да. Робот, право смукалки, се. Да. Колку е потребно, Ангел, да се внесеш во работата, еве конкретно за нешто вакво? Има ли... Значи, за нешто вакво конкретно да го направиме, фактички го правиш од нула. Како да го правиш телефонот од фабрика, ново куќиште. Претпоставам се изолираш во твоја... Да, тоа така не е, на првиот дуќан ми е поделен на пола, имам еден дел што е само за сервис. Бидејќи ова е некоја така за цуцкање работа. И е многу специфично, да, значи не треба микроскоп, многу поголема технологија и што се вика многу нерви и време. Изморува ли ова? Па искрено изморува. Мене реално не. Има ли некој репер колку телефони можеш да поправиш денес? За да можеш квалитетно, убаво да ги направиш, сај зависи од проблем до проблем. Ако е некој пак би кажал базичен дел, да го смениш, вадиш едно, ставаш друго, до околу 30 на минути само да го склопиш телефонот. Сега за да биде тоа квалитетно и добро, бидејќи користиме лепак, треба тоа нешто да се исуши, да се стегне, да биде како што треба. Имаме специјални стеги. Телефонот го склопуваме за тие 20 до 30 минути, го стегнуваме со тие стеги, го оставаме да се суши 2 до 3 часа. Да биде пак, затоа го даваме тој простор од 24 часа за ако нешто не испадне како што треба, да можеме да го преправиме, поправиме. Секојаш клиентот да биде најзадоволен, да биде вратен телефонот во фабричката состојба. Така. Да. Покрај ти се случило ли некогаш да ти донесат нешто што не може да се направи, не можеш да го направиш и најголем непријател на телефониве кога имаме во такви непоправливи ситуации е морската вода. Значи јас тоа на сите го кажувам, електроника и вода се две спротивности. Никако заедно. И нови телефони што се викаат А овие водоотпорниве? Тоа само се кажува. Мене ми е жал дури кога ќе видам некој со телефон. Да, искрено не можам ни да гледам што се вика, да. Водоотпорност како водоотпорност, не го кажаме водоотпорност, туку водорезистивност. Од дожд, од капки, од чешма, така на млас, на блиц, да го ставиш вака телефонот, да. Ама да влезеш со него под вода, би издржал тој првите 6 месеци, еве најискрено го кажувам тоа, зашто знам какви Ова е убава информација. Какви лепаци се користат и каква технологија на затварање на телефоните до 6 месеци. Бидејќи самиот лепак со самото користење топло, ладно, джеп,
при самото користење во джеп се витка, значи имаме варијации на телефонот како се користи на топла средина, на ладна средина и самиот лепак се стврднува и се суши. И фактички тоа е водоотпорноста. Како диктува самиот телефон кога е затворен. По тие 6-7 месеци, ете и година дена, нека помине што се вика, затоа и таа гаранција се дава на телефоните од 12 или 24 месеци. После тоа не би препорачувал да се става телефонот во вода. Што е сигурно, непријател јас е тоа. не би го ставила воопшто во вода. Кога станува збор за купувањето на нов телефон, тука сакам да споменам оние експонати што се ти имаше едно видео објавено така на чинам социјалната мрежа TikTok, кој што привлече доста внимание. Што се случува со експонатите? Знаат ли луѓето што купуваат? Ете вака, сега би го објаснил и тоа повторно уште една штука. Експонат, како експонат, само во име ни кажува дека експонат е нешто што стоело вака за да се гледа, да биде од народот видено и презентирано. Так. Но тоа е направено така, тоа е кажано така за да биде по-лесно за објаснување на самите купци и клиенти. Експонат кога се кажува, токму тоа треба да биде, но нашиот пазар е преплавен со тие експонати. Значи, ја тоа го кажам, која е логиката, значи, каде стоеле тие телефони? Од каде дошле толку телефони? Експонат колку може да биде? Во еден салон нека има 20 експонати, пример. 50 салони нека има, еве, што се вика на просторов на Југославија, 100 салони нека има по 20 телефони. Пак може да се избројат телефони, а самиве експонати кај нас не е логично да има толкав број на уреди. Тие уреди поточно се рефабриш телефони. Телефони што се вратени со некоја мана, што биле купени како нови, се враќаат во самите продавници кај што биле купени. Тоа му доаѓа како рециклирањето. Се поправаат и повторно се враќаат во продажба како нови уреди. Значи, тоа е телефон што е расклопен во делови, повторно склопен, дело што било штетено. Предоставува поради тоа помала гаранција. Така? Да, гаранција некои не ни даваат искрено на тие, а највише што има гаранција до 6 месеци даваат. Така, добро, заблудата кај луѓето е тоа што навистина сметаат дека и многу игра улога цената кај денешниве клиенти, и до 500-600 денари да е со поевтина цена, секој ќе отиде ќе рече таму ќе купам, ама не е секогаш цената клучна. Така, кога сме кај цената веќе и довербата при купувањето, се повеќе ќе се сложиш со мене дека се повеќе луѓе имаат доверба веќе во кои мобилари купуваат, за разлика од порано каде што бевме малку скептични за мобиларите и купувавме можеби од оператори. Само операторските. Ете така. Да. Операторите секој што не имаат врвни телефони зашто ќе увезуваат директно од производителот. И ние мобиларите исто ги имаме истите телефони, само што друга е политиката на продажба. Имаме друга фирма они си имаат други некои стандарди за формирање на цена, ние си имаме други стандарди за формирање на цена. Они ставаат еден профит, ние ставаме друг профит. И затоа тука има некои варијации, таа заблуда се прави кај луѓето. Тоа е тоа. Иначе телефоните што се нови, јас кога препорачувам на нов телефон не се купува без кутија. Имаме многу реклами денеска, нов телефон, ама без кутија. Каде е кутијата? Кој е тој телефон? Од каде е тој телефон? Значи не може да биде нов телефон ако нема кутија. Така, само со кутија и никако експонат. Тоа е резимето. Ќе поздравиме овде Ангела. Обавезно, Следниот пат и она ќе биде дел. Така, вие двајцата... Таа ми е една голема поддршка. Така, твоја десна рака и секако... Така, да. Што и да се случува, таа ми е дел од мене, не само од бизнисот, тоа на дел од мене, од срцето што се вика, бидејќи ми е и близначка моја, и... Јас сум постар брат, 2 минути. Мора да ме слуша, ама и јас ја слушам нејзе. Што и да треба. Се дополнувате. Она е во дуќанот во салонот во новиот дуќан. Таа си е таму одговорна. Сите работи што се случуваат за тој дуќан одат преку нејзе. Така. Цело време сме во контакт, бидејќи јас сум помобилен. Имаме и во првиот дуќан вработени, но јас сум секогаш на набавка на делови, телефони, договори, фактури, сметководства. Значи, секогаш сум јас тој што е подвижниот, бидејќи работата ме исполнува. Секогаш сакам да е нешто направено. Така и практикувам, бидејќи знам ако јас нештото не го направам, мислам дека нема да го направи некој како мене. Секогаш сакам да видам
Така. Да го направам јас На нештото, себе си најмногу да биде си како што верувам. треба. Да. Прославивте една година од вториот дуќан. Како помина роденденот? Ние бевме дел... Одлично беше, Така. да. Целиот ден беше, имавме и доста промоции. Лотарија, луѓето се добија подароци. Да, имаше на доста и посетеност тој ден. И ни беше исполнето срцето, бидејќи почнавме на уште една приказна, што од ништо сме направиле нешто, што се вика. Тука исто, пак уште еднаш да ја пофалам сестра ми, бидејќи таа ако не ми е, таму ми е, што се вика како исто да сум јас таму. Да, ја споменам и во делот на оние, го споменавме маркетингот кога станува за фирма. Да, она знае да биде доста креативна и за оние видеа кои што ги спремаме заедно. Колку маркетинг како маркетинг е важен за да, тоа го начнавме како тема преска. 90% од работата што се вика, ако за да те приметат колку вас ви кога донесе си до сега маркетингот? Значи не можам да кажам на маркетингот била клучната ствар, што за да тргне работата што се вика како што треба. Тука она можам да ја кажам и онај Google мапата каде што не гледаат на точка, многу странци ми се јавиле, дошол во Скопје пример туристички и се јавува на телефон на друг јазик, значи те бара дали може да се направи, сме примали такви сервиси, да. Бидејќи јас сум 24 часа достапен, ви сега ви го кажам. Да, за така те искарам малку, ама добро, не сега во емисијата. Да. Ми се уволе така луѓе и доцна навечер, секој сум гледал да излезам во пресред. Сум имал случка, така имаше тројца туристи од Данска дојдени, само што слетале, му паднал телефонот, се скршил. Во 11 часот на вечер ми се јавија. Им реков са бајлето да дојдат, телефонот беше направен за 2 часа и беа луѓето презадоволни. Импресионирани. Да, за брзината. Ангел, електро, па ќе се навратам. Што ќе правиш во тој дел? Планираш ли нешто да подработиш на струка? Да. Може би бидејќи сега си преокупиран, меѓутоа за понатаму кои се плановите? Но таа ми е исто на, што се вика, Тоа е сериозна професија. Висок напон и низок напон. Така. Моментално сме на нискиот напон до 12 волти. Ама факултетов ми е за 220 и нагоре. Јас конкретно бев студент на најновата програма тогаш и што ми беше најперспективна кога се запишував на тој факултет, поточно електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија. Тоа ни се сончевите колектори, сончевата енергија, енергијата од ветерот што можеме да ја добиеме. Сведоци сме и вака можеме да видиме што се вика очигледно е више дека што се вика и луѓе на самите куќи све поставуваат некои сончеви панели, ветерниците знаеме што се поставувани по овче поле. Значи енергијата секогаш гледаме треба да ја искористиме на најголемо можно ниво, бидејќи и самава планета треба да ја штедиме од тие ресурси што ни се можеме што имаат крај, што ќе се потрошат еден ден. Нафтата, јагленот, значи а сонцево ние што се вика може и да кажеме дека е неисцрпен извор на енергија, ветерот исто така. Ветрак има цело време, постојано. Сонцето ни е постојано. Така да ќе треба мораме да гледаме да искористиме таа енергија во најголем процент. Можеме да кажеме конкретно за кога е за сонцето, самава енергија поточно за Кина, самава држава, имаат некоја пресметка направено дека сакаат за пример, кажувам 10 години, целата енергија да им биде конкретно од сонце. И таа енергија за да се произведат тие фотоволтаични панели, им е прерачунато да не ја користат пак енергијава од јаглен и од ресурси што можеме да ги потрошиме, со тие панели што се произведени да произведуваат нови панели за да се покрие целата енергија и да биде целата искористеност од сонцето. Така, јас нема да се мешам во ова бидејќи не ми е познато. Меѓутоа, убава тема за некоја друга емисија, за некој друго излагање. Ќе те прашам што правиш приватно иако те познавам, меѓутоа како покрај работата, ти си достапен и во недела, затоа ќе те искам нареден пат. Како ги полниш твоите батерии покрај технологијата, телефоните, постојаната достапност? Сигурно и тебе ти треба време да се исклучиш, малку да здивнеш. Знам дека сакаш да патуваш, знам дека сакаш да се истражуваш Македонијава.
И пак како што беше баш и во на патриотското, да си правиме во нашава држава, да сме Прво тука, па потоа нормално, да. 90% слободното време го гледам да некаде да скршнам, да најдам некој интересно местенце во нашава држава, бидејќи нашава држава е неистражено подрачје, да, и богатство. Има многу природни убавини кои што луѓе не се ни свесни дека ги имаат. Секој сум гледал, ако не барем секој викенд, секој втор викенд да имам некоја прошетка така во државава. Имам една греб мапа, искрено да ти кажам, која е полна со такви интересни местенца ни самава држава. Може да се направат така некои интересни турички, да се поврзат 2-3 полиња, да ги изгребеме вака и да се прошетаме. 90% тоа би било, друго дружба исто вака со друштво, другари, прошетки, пешачења. Так, сето она кое што го сака и го прави еден млад човек. Што ќе најавиме следно, има многу планови на агендата, многу нови проекти кои што ќе се случуваат и позади смарт сервис и приватно се спрема и некој подкаст можеби. Да. Пак бија врзале технологија многу ја сакам тоа и тоа сум ти кажал и тебе на видеообработката и правење на фотографии, видеа, имам лично и и свој YouTube канал каде што конкретно сега пак сум се базирал према работава. На претходно сум правил така некои туторијали, сум средна школа кога сум бил некој влог исто од патувања каде што сме оделе сме правеле, ама како почнав со самава работа се базирав повеќе на видеа поврзани со технологијата, сервиси, поправки, бидејќи сум имал и многу случаи кога самиот клиент сака да гледа како се поправа телефонот. Искрено тоа не би го препорачувал, бидејќи секој што се вика, ако кажеме дека може, секој би сакал тоа, но тоа не може да се изведе. Значи не е природно. Треба и смиреност при самата поправка на телефоните. Така, јас кажав да се изолираш и трпение. И за да можеш тоа да го средиш. Последните видеа на YouTube каналов ми се токму тоа. Сега, бидејќи YouTube бара и поголема посветеност и подобра обработка и кадри, таа резолуција конкретно, у последно време ќе немам толку доволно време за да снимам нешто такво со работава. Таа TikTok ја не спомна и преска тоа едно вирално видео што го направивме. Полесно за пак телефонот ни заменува нешто на што може и сам да го направи при едитирањето на видеата. Пак и се враќаме на дигиталниот маркетинг, бидејќи и Инстаграмов го спомнувам сега како мрежа, каде што има многу голем потенцијал конкретно за маркетингов. Мрежа која што е искрено и со моќ која е неискористена од луѓе, каде што со еден клик можеш да имаш достапност кон многу нешта. Ќе гледаме и тоа да го во понатамошно време да го доискористиме. Значи технологијата ќе го движи светот напред, дефинитивно, нема назад. Нема. Само одиме напред и кон нови нешта. Така, Ангел, многу ти благодарам што еве вака и овде поразговаравме малку повеќе за она кое што ти го работиш, малку приватно. Јас нема да ти дадам вредносен ваучер, бидејќи ти си имаш се од технологија, нема да те пратам во листиче, туку ќе ти дадам една моја одбрана книга за тебе, намести си го креветот, еве едно мало внимание, знам дека си го местиш креветот, меѓутоа ова се мали нешто кои што можеби ќе ви го променат животот, а можеби и светот. Јас верувам дека ти знаеш и умееш како да го направиш и животот и светот подобро место за живење. Многу ти благодарам што беше дел од своја страна, ти благодарам што си прекрасен човек, прекрасен пријател и прекрасен соработник. Ќе се видиме за нови теми, нови дружби пред камерата, овде ќе се одјавиме. Ми беше мило и мене за поканата. Што ја раскажавме приказната за смарт сервис. Секогаш би бил достапен вака за некој интервју, за разговор, или во некој друг формат, и самава емисија нам ја почитувам твојата доста, така и стапивме во контакт, што се вика. Да, и нашата приказна е интересна, ама тоа во некоја, пак ќе кажам, наредна... некоја поопуштена верзија. Поопуштена верзија. Ќе раскажеме и таа приказна. Ви благодарам што сте дел од своја страна и со смарт сервис и со вредносните ваучери. Навистина ми е прекрасно. Супер.
Така, почитувани гледачи, раскажуваме една навистина инспиративна приказна, барем за мене, се надевам дека успеавме да го задржиме токму и вашето внимание. Приказната за Smart Service или моите пријатели во оваа сезона од своја страна разговарам со Ангел Стевковски. Ви благодарам што и оваа среда бевте со нас на телевизија Сонце. Јас овде ќе ве поздравам, ќе посакам да го чувате вашето здравје и да се видиме за 7 дена од сега.